токари. Тоа се прашува кога одевме навака со сопругата и студентите, како може кинотека да се пременува во кинотека на Северна Македонија, да се наоѓа во Лептокарија, која де факто е во Македонија. Како област. Меѓутоа, нашата реалност е малку парадоксална, исто како и филмот што ќе гледаме. Може да се каже дека нашата реалност денеска можеме да крстиме лаги, само лаги и аудио снимки. Приближно со филмот на Содерберг од 89-та година. Ќе го најавам на кратко, па после ќе дискутираме. Идејата на овој ивент е сценаристичка лабораторија. Гледаме малку, да речеме, поразлични филмови и она што најмногу ќе ни интересира и ќе го разговараме после секоја проекција е нивната драмска структура, тие некои елементи и техники кои ги има овој филм, што го прави различен од на позната американска холивудска структура, која знаеме сите може да се стави во една реченица, еден протагонист сака нешто многу да оствари, меѓутоа има потешкоти додека остварува тоа и во зависност од дали ќе оствари таа цел или не, филмот има среќен и трагичен крај. Содерберг на само 25-6 години прави нешто поинаку. Прави филм кој ја нема таа класична нарација, таа структура, кога некој сака да оствари нешто, туку неговиот протагонист е пасивен во случајот и сака да задржи статус кво во животот, односно да забие главата во песок и животот да и остане непроменет. Меѓутоа, нели, како и во реалноста, така и во филмот, околностите и луѓето однадвор влијаат на нашата статус кво ситуација. Меѓутоа, за тоа ќе се бориме подоцна. Внимавајте на сценариото, би ве замолил додека трае филмот, па потоа ќе разговараме за тие елементи и техники кои ги напоменат. Веќе да речеме, ќе ве прашам кој е протагонист во филмот и која е неговата или нејзината цел. Дали може би во филмот ќе се бележите елементи на драмска иронија и што е впрочем драмска иронија и дали кои се тие елементи. Исто така кои се перипетии во филмот. Знаеме перипетиите скоро во секој филм се случуваат во средината, кога протагонистот граби кон остварување на тоа што го сака и тие обично се причинско последични, односно нели градираат од полесни кон потешки, значи внимавајте на тие перипетии, внимавајте на засадување и исплата како сценаристички елемент, што е тоа засадување, што е тоа исплата и кога драматургот во кој одреден момент става некој објект, реквизит или глумец со одредена задача на почетокот за тоа подоцна да се исплати во филмот, внимавајте на тие елементи. Трите чина, сите ги знаеме кои се, тоа се нели резолутова експозиција, главна тензија и резолуција. Како Содерберг уште на 26 години игра со тие пропорции во филмот, што е почетокот, што е развојот и како тоа кулминира, односно резолвира на крајот. И уште еден интересен податок пред да ја почнеме проекцијата. Содерберг до ден денеска мисли дека овој мал филм со 4 глумци е некомплетен, не е довршен и актерската игра е катастрофална. Меѓутоа, ваше е да оцените, уживајте во проекцијата, па ќе разговараме. Добро, дојдовте назад на првото издание на сценаристичка лабораторија во кинотека на Македонија во Лептокарија. Благодарност до Владо Пич Георгиев, Бојан Бо Станишич и Алекс Василевски, сите поврзани со оваа наша драга институција, за приликата која ни ја дадаме да анализираме малку поинакви филмови. Јас сум Димитар, тоа не знам дали го кажав на почетокот, што е помалку важно случај. Ви благодарам на вас што сте тука, не сте на митинг вечерва. И, како филмо? Да. Заборавив да кажам. Содерберг, нели, рековме го направил на 26 години и до ден денес мисли дека му е довршен и се срами од него.
иако филмот заработува 40 милиони долари по тоа, а е сниман за 1 милион само, што не, за Америка не е ништо, 1 милионче. Како ги заработува тие 40 милиони, на славата и нема крај, добива признание во Кан, добива Златна палма и од Роберт Редфорд лично добива признание за најдобар режисер на Sundance филмски фестивал. Потоа Содерберг станува многу плоден американски режисер. Досега има веќе 65 наслови, може би сте слушнале за неговиот последен филм Unsane, сниман во една ментална институција со неговиот iPhone, мобилен телефон. Наскоро ќе имаме прилика да го гледаме и Unsane на Содерберг. Познат е по тоа еден од ретките режисери, може би десетина во светот се такви, кои имаат 2 номинации за Оскар во една иста година. Во 2000 година Содерберг добива номинација за Ерин Брокович и за Трефик. Трефик добива и Оскар за најдобар филм. Потоа добива понуда од Холивуд да ги снима уште новите 11, 12, 13. Сега го прави овој Unsane. Меѓутоа се почнува од токму секс лаги и видеоленти. Филмот е 89 година сниман и се смета за артхаус индепендент филм, кој е многу поинаков од сите, да речеме, холивудски блокбастери до тогаш. А зашто е тоа така, ќе разговараме денеска малку. Нема да ве задржам многу на оваа сценаристичка лабораторија. Дали може би некој ќе сака да ни каже кој е централен лик во филмот и кој е неговата или незината цел? Знаеме од филмови гледање дека вообичаено централниот лик е активен, проактивен и се обидува се да достигне целта и поминува низ разни потешкоти, за да на крај достигне целта, а со тоа и да се детерминира, да речеме, жанр, дали е среќен, комичен или е тажен и трагичен. Тука имаме нешто спротивно на таа една вообичаена драмска структура. Пасивен е централниот лик, тоа е нелик. Ен Мелоуни, Енди Макдаут, пресладка глумица, таа сака што? Во филмот да го задржи животот онаков како го има, статус кво. Мажот е вработен, таа е домакинка, тој ја оплака куќата, нели, ти кажува на Грем дека сигурноста е многу битна во животот и се труди од петни жили да го задржи нејзиниот комфорен и удобен внатрешен свет. Меѓутоа, на дворешните околности, тоа е една од пораките главни кои излеќа овој филм, се посилни од неа и така го влијаат врз приказната понатака и нејзиниот личен живот. Значи, ако во сите филмови онаа основна драматургија е дека протагонистот се бори да оствари некоја цел, тука има протагонистот се бори да ништо да не се случи. Односно, таа сака да ги негира проблемите и со тоа да си ја задржи таа удобност. Друг некој елемент драматуршки, дали може би некој сака доброволно да ни каже? Борисе, изволте. Дали на целошки инцидент би бил моментот кој им доаѓа Грем дома и им вика па чекај, нели ти текна као lawyers are the worst liars или као да беше. Предпоставам дека тука би го инициирачкиот инцидент. Апсолутно се согласувам со тебе, Николај. Ете, знаеме сите од гледање филмови, сите сакаме филмчиња да гледаме, дека исто и како и во животот, тоа впрочем и Аристотел го рекол, треба да се случи некаков инцидент, некаков тригер за нас да не втурне во акција. И тоа кај сценаристите се нарекува инициирачки инцидент, односно нели случка која ја лансира приказната понатаму. Тоа е пристигнувањето на Грем. И тоа го има во филмот. Ако е тоа инициирачки инцидент во филмот, што би било кулминација во филмот? Ако сакаш да ми кажеш. Кога кулминира дејството? Проточно
Одговорот на прашањето би било успева ли Енди Мекдауел да задржи статус-кво или не успева? Дејството кулминира кога ќе... Да, тоа е идејата, дали она ќе... Можда онака малку суптилно и сад кога го гледаме целиот филм не му старт да ни удри, ама мислам дека кога ја наоѓа бетката. Да, тука Кога пропорционално почне гледано мава вториот чин, малце рано да речеме, меѓутоа резолуцијата е подолга. Мислам дека тоа што се дешава на решавачкиот момент кога он одлучува дека не може да го задржи. Да. Нејзиниот внатрешен мир нема тука завршува. Апсолутно е така. Исто така примерот филм што ја спомнав бетката, тоа е еден класичен драматуршки елемент, сме го гледале во многу филмови и се вика како? Точно, Марио, засадување и исплата, или американците викаат planting и payoff. Не случајно Содерберг 3 пати ни ја покажа. Во бетката, прво, исто така беше засадено кога Синтија вели дека многу ја дразни еднаш да имаат секс во спалната на сестра. Тоа не го кажа на почетокот. Тоа е исто сценаристички елемент кој се вика рекламирање на иднината. Нешто што полозно ќе се обистини. И баш поради тоа, таа нејзина желба тие да имаат секс во спалната на сестри, кај Џони Ен, тука се наоѓа и тука таа ја открива и обетката. Која нели по повод договарањето на што ги купат на мајка им за роден ден, таа и вели дека не може никако да ја најде, дека ја загубил. И кога Ен ја наоѓа, тоа сите го знаат, и публиката и самата таа собира 2 и 2 и сваќа дека не може да ја задржи таа некоја душевна нирвана за која се стреми низ целиот филм. Друг пример за засадување и исплата, што не е случајно, ние сакаме на оваа работилницата сценаристичка лабораторија пред се да научиме дека филмовите не паѓаат од него добрите сценарии, дека добрите сценарии се изработуваат и се размислуваат во предпродукција и ништо од овие елементи и техники не се случајни. Тоа многу бил свесен Содерберг на 26 години и се забележува во овој филм кој чини многу малку, има само 4 улоги и 2 споредни, нема експлозии на коли, нема вселенски бродови, меѓутоа она што го има и нас не влече да го гледаме и да го сакаме филмот се човечките судбини со кои ние се идентификуваме. Сигурен сум дека секој овдека од вас во салава, лично, ако не го доживеал самиот, лично познава некој човек кој се соочил со неверство и предавство и познавате вакви ликови од реалниот живот. Верувам. И затоа овој филм допира, бидејќи, нели, освен таа идентификација, ни буди некакви чувства на, не знам, може би се почувствувавте непријатно кога Грем беше толку искрен со Ен. Бидејќи исто тоа беше засадено на почетокот, нели тој рече, јас никогаш не лажам во живот. И неговата искреност постојано низ филмот беше ставена на тест. И кога ние, и тука Содерберг исто го има тоа напишано, уствари, дека ние очекуваме дека тој нема да каже дека снима жени кои зборуваат за секс на своите видеоленти, меѓутоа тој бидејќи се заколнал на кажување само вистина, го кажува тоа и таа сцена некако буди, а при тоа знаеме дека кажа дека е импотентен, а исто знаеме од експозицијата со какви проблеми се соочуваше Ан. Таа нели му рече на психијатрот дека ето неодамна Џон не сака ни да ја допира, дека има некаква аверзија спрема допирите. И сето тоа е нели однапред смислено од страна на писателот, а не е ништо случајно. Рековме друг елемент за засадување и исплата се видеолентите. И тие имаат метафоричка улога. Да, ние го прифаќаме здраво за готово тоа дека Грем со тоа се бави, дека е на некој пат кон прочистување веќе 9 години, дека не добрал жена и се заколнал да не лаже и се што прави се тие ленти кои луѓето ги прифаќаат, бидејќи
Нели, тој никогаш не ги издава субјектите кои ги снима. Меѓутоа, истовремено тие касети символизираат и неговото робство. Едноставно кажано, неговата алиенираност, изолираност од светот. И затоа исто така можеме да заклучиме дека тие траки се засадување исто, да ги имаме засадено како негово хоби, како некоја работа која прифаќаме, меѓутоа метафорички на крајот тој ги крши, нели? Тие го чуваат изолирано од се она друго што представува живот, како не знам, љубов и имање девојка и да се биде социјален, тој кажува и тоа исто не е случајно, дека употребува само еден клуч, се сеќавате на тоа, дека сака да е по... И практично тие касети кои се неговиот живот, уствари се и неговото робство, и тој ги крши на крај, за тоа се засадени така, а резолвираат поинаку на крај. Друго нешто вака од сценаристичка гледна точка, што забележавте? Вие може би. Беше интересно тоа полна Елизабет на почетокот и што на крајот. Точно и тоа е исто засадено однапред. Перипетиите кои се во филмот? Со кои се соочува Енди Макдауел? Едноставно, животот, ликовите, доаѓањето на Грем, незината сестра и незиниот маж. Таа нема вистински потешкоти од околностите што се случуваат во тој мал град, во тоа општество. И тоа е интересно. Нема јасно идентификуван антагонист во овој филм. Нема лошиот. Сите се... Питер Галахер, Грем, да, многу личен на македонски личен. Кога се вика нашиот порекламише. Да, сите ликови се... Повторувај да кажеме какви прашања потолуваат, не се случува тоа позади. Па дојди бе веле поблиску? Аудиториумот на Пурио. Да. За овие што не слушаат од позади, може ли прашањата да се повторуваат камо? Дискутираме, немаше прашање. И тоа е многу едноставно, бидејќи се работи за ефтин low-key филм, меѓутоа и многу интелигентно изведено на почетокот. Секој филм, знаем, има премиса некоја, отварање, има некаква експозиција, тоа е првиот чин. Се сеќавате тука како беше представен? Психијатарот доаѓа. Сцената на психијатарот со три паралелни действија, со три приказки кои интерактираат, се испреплетуваат меѓу себе за време на траењето на сеансата кај психијатар. Ту има интересна... Да, кажу, Извини што ќе да прекинам, има доста интересна ствар, барјаша, пример, кај психијатарот на почетокот, тоа што направи едно сиже, која му каже, која ги поставува прашањата на тоа што понатаму ќе се случи, пошто као мене бар така ми изгледаше. Па таа зборува, нели? Затоа што не го кажа да 80% од филмот у едно сиже кај психијатарот, ама суптилно. Бар не, ја така го разбрав. Па да, не е ни случајно, нели, тоа е експозиторен диалог. Причината за постоењето на терапевтот е уствари да се отслика низиниот карактер како. И тоа го слушаме од првите зборови, дека таа е загрижена за глобалното ѓубре, за гладните од Етиопија и така натаму. Низините проблеми не се реални, туку тие се само рефлексија на низиното незадоволство од сомнежите кои ги има кон својот маж. Извини што те замарам, а дали моментот кога се збори за ѓубрата суптилно се мисли на теповите, затоа што теповите на крај спаѓаат дека се ѓубре, а кој тоа ѓубре што цело време се полни и се полни и се полни, затоа што он снима и снима и снима. Разбираш кој Не, така, ама уште не се нимаат запознаено тука со Грем, додека збори за ѓубрето. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам во експозицијата е многу добра поставена целата приказна понатаму. Иако рековме, нема класична драматурска структура и се зборува за меѓу човечки односи, односно самиот наслов не кажува за што се зборува.
зборува, впрочем и тоа е темата на филмот, се случува околу лагите, сексот и видеолентите. Пристигнувањето на Грахам е проследено со две паралелни действија, ен на терапевти, сексот помеѓу сестрата и незиниот маж. И тоа е изведено многу штосно, кога таа збори, ние гледаме што се случува со женските ликови, а кога збори терапевтот, гледаме што се случува со, ако забележате, со Джеймс Спайдер и Питер Галак. И потоа таа сцена се спојува во едно. Може би приметивме елементи на драмска иронија. И што е впрочем драмска иронија? Што значи драмска иронија во филм? Дали знае нека со своји зборови слободно да ги објасни? Еден сум благата на всушност Лагите, меѓутоа како и перцепцијата кон лагите. Точно Маријан, лагите. Меѓутоа што околу лагите? Да, ма како се сервирани на публиката, на тоа мислам. Бидејќи некои од нивните лаги ние ги знаеме, а нашите херои не ги знаат. А некои од лагите они си ги знаат, а ние ги дознаваме подоцна. И тука се тие примери на драмска иронија кои сценаристот однапред ги има смислен. Најпрост пример се Чехов го кажал тоа. Ако сакаш да креираш драмска иронија, направи една сцена со округли стол, каде што, да речеме, 5 другари кова некаков плод за неговиот пријател и ставаат бомба под масата. Со тајмер, потоа тие 5 другари излегуваат и влага субјектот, нивниот пријател, шестиот другар. И сега тој е сам во собата. И сега целата публика знае, бидејќи сме виделе дека тие ја ставаат бомбата под масата, меѓутоа тој протагонистот главниот не знае за бомбата. И тоа предизвикува симпатии кај нас, односно ние се надеваме и стравуваме за него. И тоа е таа сценаристичка алатка која Содерберг многу добре има искористена. Кога сме ние во кожата, во чевлите на Ен Малова и на Енди Макдауел, знаеме дека таа не знае дека мажот ја ваква. Тоа е ствари драмска иронија. Друг пример за драмска иронија? Драмска иронија кога ние не знаеме, лековите знаат и обратно. Дека Џон спиел се Елизавета или не? Кога кажа тоа на крај? Друг пример за драмска иронија беше не. Ако ја снимаш, ова е тој знае, ова не знаеш. Да, да. Исто елемент на драмска иронија која ние очекуваме Енди Макдауел да дознае од Грем и Џон да дознае од Грем. И тоа е драмска иронија, бидејќи така е засадено, ние тоа да го мислиме. Меѓутоа, ниту таа, ниту Џон дознаваат од Грем, туку и двајцата дознаваат од Цинтија. Она им кажува дека овој има такво хоби, има фетиш кон снимање на интервјуа со девојки кои говорат за секс. Не е ништо страшно во контекст на Елизабет, тоа е само разгоричка на епо, ништо повеќе. Да. Тоа е како мини одмазда на Џон на крајот од филмот. Иако е неважно. Не тоа. Добро, да не ве должам многу. Ако ве интересира концептот на сценаристичка лабораторија во иднина, секоја среда кога ќе нема фестивалска програма во кинотека, ќе имаме можност да се дружиме и да гледаме некаков поинаков филм и да разговараме за неговата драмска структура. Затоа ете. Ви благодарам за присуството и следете програмата на кинотека на Македонија во Лептокања. Лига е сигурно Македонија на крај за Македонија да